Концептот за консензуален председател меѓу коалиционите партнери СДСМ и ДУИ е се уште жив, велат за еден ТВ високи партиски извори од Бихачка. Од владеачката партија неофицијално велат дека ова прашање се уште не е затворено и покрај синакешната одлука на интегративците на председателските избори да истрчаат со свој кандидат. Деновиве се очекува представници на двете партии да се сретнат на координации и консултации за до распишувањето на изборите, конечно да се знае дали СДСМ и ДУИ ќе застанат за ист човек. Меѓутоа од СДСМ брифираа дека потенцијалниот консензуален кандидат за председател мора да биде прифатлив за поголемиот дел од јавноста, а не само за партиите. Конечната одлука сепак ќе биде донесена на Конгресот, закажан за 3 февруари, велат од Бихачка. Вчера вечер интегративците на највисокиот партиски орган донесоа одлука да излезат со свој човек на председателските избори, но го овласти Ахмети да преговара со другите партии, доколку има расположение и можност да се најде заеднички јазик. Едногласно председателството на ДУИ одлучи дека ДУИ на овие председателски избори ќе оди со свој кандидат. Меѓутоа даде можност, доколку во текот на наредните денови се создадат предуслови за некаква соработка на ДУИ со други политички партии за наредните председателски избори, председателството го овласти председателот на партијата да може да разговара и со другите албански политички партии за евентуален концепт на заедничко излегување на овие избори или пак со другите политички партии на другите етнички заедници заради концептот консензуален кандидат. Меѓутоа тоа ви кажам како доколку се создадат такви предуслови. Одлуката на ДУИ измами позитивни реакции кај нивните опоненти од албанскиот политички блок. Села го повика Ахмети да прифати предвремени парламентарни избори за да си ги одмерат силите. Се надеваме дека одлуката на ДУИ се должи на предизвикот на председателот на Алијансата за албанците Зијадин Села, упатено јавно преку медиумите, за соочување со ДУИ. Бидејќи ДУИ го прифати овој предизвик, ги охрабруваме да го прифатат и другиот, тоест распишување на предвремени парламентарни избори заедно со председателските. Првиот човек на Беса Билал Касами пак излезе со идеја политичките партии на албанците да излезат со заеднички кандидат за председател на државата. Ние како движење Беса уште од почетокот сме побарале албанските политички партии да излезат со заеднички кандидат кој би ги максимизирал албанските гласови на овие председателски избори. Зошто да не и со еден сериозен пристап на сите албански политички субјекти, како и на другите општествени сили, интелектуалци и на целиот невладин сектор, овој кандидат да влезе и во вториот круг. Собранискиот спикер Талат Джафери председателските избори ќе ги распише на 8 февруари. Останува да се чека одлука дали со нив ќе има и нови предвремени парламентарни избори.